Потрагата по ставовите на блиските и на жителите од местата од кои потекнуваат четворица од осумината пратеници на опозицијата, кои ја поддржаа првата фаза од уставните измени, ја започнуваме од Вевчани. Од тука потекнува пратеникот Крсто Муковски. Тој тука и живее со неговото семејство. Пратеничката кариера ја започнува во 2008 година. Во Вевчани секој се знае со секого, а особено семејството и домот на пратеникот Крсто Муковски. Добри се, луѓето супер. Еве го татко му тука е. Добар ден. Дечо. Здраво. Извинете да ве прашаме нешто кратко. Тој не сакаше да зборува со нашата екипа. За разговор не беа многу расположени и неговите соселани, но неколку минута кои застанаа пред камерата, застана и зад постапката на нивниот пратеник. Пред некој време им беше херој, сега им е предавник. Сега на тие што им беше порано непријател, сега им е херој. Се смена, значи, да работите. Сметате дека е добро што гласаше за уставни измени? Добро е. За децата него, за внуците мои, за сите. Политиката е таква и не може ништо да те изненади. По мен. Тоа е добар потек или лош потек? Од аспект на државата и незиниот просперитет, да, добар потек. А од друг аспект? Од друг аспект, процесите што треба да се тераат, треба да се тераат. Од изброените гласови... Крсто Муковски беше во можност да гласа за во петокот, бидејќи истиот ден му беше укинат куќниот притвор како обвинет за настаните од 27 април. Неговиот адвокат Игор Кичеец објаснува дека причината што е укинат домашниот притвор се аргументите кои секој месец ги пишувале во жалбите за притворот до судот. Но немаше конкретен одговор зошто токму сега судот ги уважил аргументите. Епа од тие истите причини, веројатно под притисок на општата атмосфера во државата, веројатно судиите се повнимателно ја прочитале жалбата и ги уважиле нашите наводи. Градот Охрид, во кој работи адвокатот Кичеец, е дом на уште двајца пратеници на ВМРО ДПМНЕ, кои, како и Крсто Муковски, решија да гласат за во петокот. Куќата на Сашо Василевски е на оваа уличка и нејзе ја чува полиција. Јас сум разочаран. А тој нека се мисли за себе си. Зошто така? Не знам да што викам, значи јас имав друг став. Многу убава постапка. Така како продолжат, за сите ќе биде олеснително. Значи прво за вас младите. Ние ако останеме во овај круг кај што снесе, ако не излеземе надвор, ќе поминеме тешко. Пратеникот Љубен Арнаудов, партиски колега и сограѓанин на Василевски, кој исто така стисна за во петокот, живее во стариот дел на Охрид. Почитуван е поради докторската професија, но охриѓани сега се поделени за неговиот политички ангажман. Не направи лош потез, не направи добар потез за Македонија, за да одме напред. Најчисто и најпоштено беше да ја пратеа политиката на партијата, мислам. Го прашавме адвокатот на Василевски, има ли поврзаност на тоа што неговиот клиент излезе од домашен притвор само еден ден пред клучното гласање. Беше поднесена и претходно гаранција, значи долго време пред ова да се случи, поднесена гаранција во вредност од 400.000 евра и одлучи кривичниот совет на основен суд Скопје 1 да го пушти со тоа што беа одземени патните исправи и други мерки на предпазливост. Јас не гледам никаква поврзаност во однос на тоа што се случуваше во собрание, што се однесува во однос на одредени ветувања. Единствениот глас за од пратеник на ВМРО ДПМНЕ од Охридско-Струшкиот регион против кого нема судска постапка беше оној на Нола Исмеиловска Старова. Од нејзините соседи дознавме дека таа веќе и не живее во родната Струга, но и без тоа нејзината постапка предизвикува поделени мислења. Со нашите гласови седнатаа таму. Добро. Не го одобрувате? Не, никако. Што мислите што требаше да направи? По најмала рака да поднесите оставка кој имаше притисоци. Многу добар потек, али овие ваберовците, тие се националисти овде. Тие не сакат ни со албанци да живеат, тие не сакат со никого. Тие не сакат Европа, тие не сакат НАТО, тие сакат Русија. Русија овде не може да дојде. Фалени за храброст и обвинувани за предавство. Овие пратеници преживуваат тежок период во нивните политички кариери. Тоа веројатно ќе потрае најмалку до третата фаза од уставните измени.